Добар ден на сите. Благодарам што се вклучивте, што одвоивте дел од сончевото попладне да поминете и да слушнете некои новости. Јас ќе започнам со презентацијата, па понатаму кои колеги ќе се приклучат, ќе се приклучат во тој дел од што ќе видам во тој момент. Сакам само да кажам дека на крајот од презентацијата ќе имате можност да поставите прашања во опцијата што е за прашање и одговори. Ако не можете таму, можете слободно и во чет. Ќе зборувам за неурофидбек и аутизам и презентацијата е поделена во три дела. Најпрво некој воведен збор за аутизмот, понатаму за мозочните бранови, односно мозочните фреквенции, кои што ни се основата, односно подлогата за неурофидбек, и на крајот ќе зборувам за неурофидбек. Добро. За први неколку воведни збора за историјатот. Имено првиот термин како аутизам го употребил швајцарскиот психијатар доктор Блојлер, кој што го има употребено кај пациенти со психоза кои што живеат во некој свој свет. И иако сите знаете и скоро сите сте запознаени дека Лео Канер и Ханс Аспергер понатаму почнуваат да го употребуваат овој термин за децата со аутизам, можеби некој од вас знае, но не е толку многу запознаен со фактот дека всушност пред нив првпат го почнува да го употребува терминот докторката Сукарева од Русија уште во 1925 година. Таа е публикувала всушност и првата студија за деца со аутизам, но на руски, и како све што се уште е таква политиката кај нас, односно во светот во моментот воопшто, американците нели со комерцијализација сите знаеме што и како прават, русите се уште нели си публикуваат на руски и многу не се знае за нивните, да речем, научни откритија, па така и во овој случај. Значи, ретко кој знае за оваа докторка и дека всушност таа уште во 1925 година има публикувана оваа студија. Она што сите го знаеме е дека во 1943 година доктор Лео Канер првпат почнува да публикува, односно првпат ја објавува студијата за 11 деца кои што биле со специфични симптоми, тоа 4 женски, 7 машки, и кои што ги опишува, да речем, сегашните симптоми на аутизам. И неколку години пред него доктор Ханс Аспергер публикувал истражување за високофункционални деца со аутизам, но бидејќи таа студија исто така била публикувана на германски јазик, дури во 1981 година доктор Лорна Винг го воведува терминот Аспергеров синдром, кога го преведува всушност неговиот труд од германски на англиски јазик. И да речам горе-доле тоа е историјата за аутизам, од кога всушност е започната, да се започнати публикациите, испитувањата во оваа област. Аутизмот типично се јавува во првите 3 години од животот и тоа се јавува 4 пати повеќе кај машките отколку кај женските деца. Во 90-тите години 1 на 1000 деца биле диагностицирани со аутистичен спектар на нарушување, а сега е 1 на 36 деца. Значи, ова се само податоци и статистика кои што нели почнуваат да не загрижуваат, и тука на овој слайд можете да видите како иде, значи, зголемувањето на преваленцата, дури, значи, зголемена за 417%, дадено во случајов од 1970 година, 95-та и ова се моменталните податоци за 2020 година, но објавени нели во 2020 година од Центарот за контрола на болести во Америка. Жал, во Македонија, како што знаете, се уште немаме статистички податоци, не знаеме колку точно деца има со аутизам и не постои регистар за аутизам, но ако направиме некоја математика и ако отприлика имаме наталитет 18.000, да речем, новородени деца годишно, 1% значи од тие деца се со аутизам.
Е сега нарушувањето од аутистичниот спектар, всушност што вклучува, што мислиме кога ќе кажеме нарушување од аутистичниот спектар. Значи, пред се мислиме на пореметување во социјалната интеракција и комуникација и репетитивни стереотипни однесувања или интереси, кои што во најновата класификација на менталните заболувања, кои што DSM-5, кои што се користи во Соединетите Американски држави, веќе не се поделени под типовите на аутизам, све е ставено на едно место, само имаме поделба во тоа во зависност дали се високофункционални, дали им треба помош или дали можат со помош да функционираат. Значи, тоа е по најновата класификација по DSM-5. Аутистичниот спектар на нарушување представува рано развојно пореметување, значи се јавува во раната возраст и тук имам ставено во наводници невизлива попречено, зашто заради тоа што родителите, особено родител кој што не знае точно како оди правилниот развој на детето, може и да не ги примити првите симптоми и првите знаци, доколку некој не му укаже на тоа што повеќе се разбира од таа област и бидејќи повеќе кај нас сме ориентирани за тоа како детето се развива соматски, а не како се развива психолошки, односно ментално. Зошто е спектар? Спектар е заради тоа што проблемите се разликуваат од една до друга личност. Имаме различна комбинација, манифестација на интензитетот на симптомите и, например, имаме дете со аутизам што има интелектуална попреченост или дете со аутизам што нема интелектуална попреченост со или без коморбидни состојби и само едно од 150 деца на кои што им е диагностициран аутизам го има целиот спектар на симптоми. Ова се најчестите симптоми кои лесно се препознаваат, но се далеку од само репрезентативни за целиот спектар. Значи, треба да има комбинација на повеќе за да кажеме дека се работи за спектарот. Односно, најчести рани симптоми се мафтање со рацете или флатер, одење на прсти, репетитивни движења, како што е удирање на глава, нишење напред-назад, вртење во круг, понатаму врескање, неоткликување на име или друг вербален одговор, избегнување на контакт со очи, недостаток на говор и комуникација, недостаток на лицеви експресии, недостаток на споделено внимание или joint attention и проблеми, пример, со исхрана, текстура, односно сензорни проблеми. Други симптоми кои што можат исто така да се забележат се гастроинтестинални проблеми, како што е диареја, обстипација, интолеранција на храна, абдоминална болка или рефлукс. Проблеми со спиење, 44 до 83% репортира дека децата, значи родителите репортираат дека децата имаат и проблеми со спиење, моторна дисфункција како хипотонија, моторна диспраксија, доцнење во развој на груба моторика, одење на прсти и големината на обемот на глава, односно имаме воглавно макроенцефалија дури до 98% за соодветната возраст. Симптомите се присутни од раѓање и перзистираат. Првите знаци се обично меѓу 18 и 36 месеци и покрај оние симптоми што до сега ги набројав и тука се ставени групирани, значено е од симптомите е нарушената социјалната интеракција, односно теоријата на умот, односно дека детето во наводници, не може теоријата на умот во наводници најлесно метафорички се објаснува, не можете да се ставите во кожата или во обувките на другиот. Односно не можете според говорот на тело да одредите кој интеракцијата и комуникацијата со било која личност. Ова се црвени знаменца кои што се особено важни за родителите, бидејќи колегите кои што работат со деца со аутизам го знаат ова, но воглавном ова е за родителите дека црвени знаменца за кои што треба да побарате помош се доколку детето е премногу активно или премногу тивко, или нема да премногу или па константно бара сензорна стимулација, доколку е индиферентно за светот околу него, не реагира на звуци, на луѓе околу него, не реагира на неговото име, не гледа во очи и не покажува со прст, доколку сака да ги реди работите во линија или да ги врти, доколку има слаби лицеви експресии, нема, например, социјалната насмевка, има некои сензорни особености во однос на храна, светла, мириси, болка, особено тие можат имаат зголемен прак на болка, можат многу да трпат болка, сноѓање во простори исто така може да има проблем
и можат да имаат некои специфични интереси кои што ги прави ограничени или чудни. Овие деца исто така најчесто го носат родителот, ако нешто сакаат, немаат гест на покажување, тој гест на покажување никад треба да се појави, нели, особено со показалецот околу 12-тиот месец, не се одзиваат на име, немаат имагинативна или кобожемски игра, редат и подредуваат играчки и се фасцинирани само со некој детал од играчките. Поради тоа викаме тие го гледаат дрвото, нели, а не ја гледаат шумата и следат, особено се вулнерабилни кога ќе им се смени рутината или имаат интерес само за една работа, например 4-годишно дете кое што е заинтересирано за покемон, тоа е, мислам, во ред, нели, на таа возраст, но ако 15 годишник е фасциниран од покемон, постојано зборува за тоа, тогаш нешто не е во ред, нели, треба да се види што е тоа, всушност што го тера, нели, стереотипно да се држи кон одредена тема. Исто така, често пати имаат поредметување во говорот или касно прозборуваат, или често говорот е аграматичен, нема соодветна употреба на лични заменки, имаат ехолалија, нели, некој од нив, не сите, го повторуваат говорот и тука е интересно, само можам да ви кажам, неодамна беше едно детенце од Косово, кое што не се, нели, воопшто не дошло во допир со македонскиот јазик и значи ги повторуваше на македонски, да речам, реченица од 2 или 3 збора, онака како што ја слушаш. Исто така може да имаат и металалија, кога повторуваат зборови кои ги слушнале во црта на реклама или на филм, или некоја песничка. Значено е дека интонацијата е пореметена и често тоа е прозодичен или роботизиран говор. И за жал не сакам се тука да звучам песимистички, нели, доколку има и родители како слушатели, но овие деца кога ќе пораснат, обично им треба секогаш помош, многу потешко би нашле работа или би формирале семејство. Како пример, од 11 деца опишани од Лео Канер, само едно успеало кога пораснало да се социализира и да има работа, со тоа што сепак неговите родители живееле во близина и му помагале. Инаку друг факт исто така што е во однос на аутистичниот спектар на нарушување е интелигенцијата, односно интелектуалните способности. 75% од децата со аутизам имаат намалена интелигенција, најчесто мерена или тешка, а додека кај Аспергер интелигенцијата е зачувана, некојаш дури може да е повисока од нормотипичните деца, и тие деца што се со Аспергер обично немаат доцнење во говорот, но сепак имаат прозодичен говор. И сите знаеме, нели, дека кои се саванти, односно тоа ретко, значи во мојата клиничка пракса, можеби 2 или 3 деца сум сретнала, значи со оваа способност, тоа се гениалци во некоја област, пример пресметување, нели, или прорачунување на деновет календарот. Вие да кажете датата, пример во 1935 година, таа дата во кој ден се паѓал, мислам кој ден бил на таа дата. Коморбидни состојби кои што може да имаат се АДХД во 45%, тоа е доста голем процент, проблеми со учење, ниски или високи интелектуални способности, тоа веќе го кажав, епилепсија 13 до 12%, проблеми со спиење, анксиозност и депресија, обсесивно-компулсивно расстройство и проблеми со исхраната. Стигнавме до етиологија, односно причина. За жал, науката, секој што го кажуваме на родителите, се уште до денес не ја откри точната причина поради што се јавува аутизмот. Викаме ние дека мултифакторијална е причината, односно има повеќе причини. Некои од теориите се дека постои неуроинфламација поради некој вирус во тек на бременоста и појава на високо ниво на инфламаторни молекули. Обезност кај мајката исто така може да биде диабет во текот на бременоста, зголемен крвен притисок и заболување на имуниот систем, изложување на токсини како лекови, дроги, алкохол и цигари и потешкотија во тек на породување како хипоксија, екстремен прематуритет или ниска родилна тежина. Тука на овој слайд се покажани како сите овие фактори всушност делуваат, доведуваат до пореметување во миелинизацијата на невроните во мозокот, во синаптичката функција, односно поврзувањето на невроните едни со други, неврогенезата, создавањето на новите неврони и
всушност делуваат на целосната мозочна хомеостаза. Лево на овој слайд ми се дадени дека покрај невроните, значи во нашиот мозок ние имаме олигодендроцити, астроцити, реактивни микроглија клетки, односно сите тие клетки ние ги викаме подпорни клетки, или додека јас бев на медицински факултет, додека студирав, значи пред 20 и повеќе години, се веруваше дека и учевме така дека овие клетки всушност немаат никаква улога во мозокот, се само еден вид на сврзно ткиво или подпора. Но сега новите теории покажуваат дека всушност можеби промената во овие глија клетки доведува до појава на аутизам и колку се тие всушност важни. На следниот слайд е исто така покажано колку се важни тие клетки, именно тука овие зелени што ги гледате како линии, тоа се глија клетките, кои што како подпора им служат на невроните и во текот на неврогенезата, значи потребно е секој неврон, бидејќи кората на нашиот мозок има 6 слоја, секој неврон, одејќи по таа глија клетка, да стигне до определен слој, например, од 6 да дојде до 2 слој или до 3. При најдено е дека кај аутизмот всушност настанува пореметување на оваа миграција и дека невроните остануваат заглавени во слој во кој што не треба да бидат во тој момент, а поради тоа е пореметена целосната комуникација помеѓу клетките. За десната слика е представено како изгледа неврон и разгранувањата, односно дендритите, како со текот, нели, ова се месеци, со текот, нели, на развојот, на растот и развојот, како се зголемуваат дендритичните продолжетоци, а со тоа, нели, комуникацијата со другите неврони. Но не секогаш добрата комуникација, значи големата комуникација е и добра, именно искуството го обликува мозокот со прекумерно создавање на синапси, односно на врски помеѓу невроните, но тоа треба да е проследено исто така и со кастрање, прунинг на оние синапси кои што не ги користиме. И десно на овој слайд, значи можете да видите как бројот на невроните и врските во тек на раѓање, потоа во тек на 3 години, гледате колку е зголемена таа мрежа, и на 14 години кога имаме нормален прунинг, нормално кастрање на оние синапси или врски меѓу невроните кои што не ги користиме. Најметафорично ги ставив овие две слики за да ви представам. Значи на десната слика, нели, доколку возите, многу полесно ќе се исклучите, нели, од автопатот, доколку имате ваква клучка за исклучување, во однос на оваа клучка што е лево. Така се случува и со информацијата во мозокот. Доколку немаме, значи, кастрање на оние синапси кои што не ни се потребни, едноставно се губи од информацијата од која ќе влезе во мозокот, анализата понатаму се губи во тоа море од синапси. Во однос на невролошките причини, овие се воглавно 3 главни причини кои што се најдени. Тоа се неразвиеност на мирор невроните, а мирор невроните се огледални неврони, неврони кои што всушност преку кои учиме од другите и правиме имитација. Понатаму имаме намалена конективност, поврзаност на долгите влакна, односно на поодалечните регии, например напред-назад на мозокот, а зголемено поврзување на кратко растојание, значи зголемено поврзување во, да речем, во еден одреден регион, лево фронтал, например. И дефекти во основата и организација на одредени мозочни структури, како што е хипокампусот, тоа е регија која што е одговорна за меморија, амигдала регија одговорна за емоции, церебелум за тоа е, нели, малиот мозок за моторна координација и корпус калозум е делот од мозокот кој што всушност ги поврзува двете хемисфери. На овој слайд е исто така представено само како факт дека во текот на првите години од животот се формираат 700 синапси за секунда и дека најпрви имаме формиране синапсите во сензорните патишта, како што е за вид и слушање, па за јазик и дури покасно, значи, доаѓаат повисоките интелектуални способности во тек на развој. Никако не треба да ги забораваме ни генетските фактори. Генетските фактори се 10 до 20% учествуваат во етиологијата на аутизмот. До сега се пронајдени околу 200 гени, но значена е комбинацијата меѓу нив. Не може точно да се каже овој ген предизвикува аутизам, но значена е комбинацијата и на овој слайд тука од Луи Пастер институтот од Франција е покажано како ова е дадено бројот на хромозома и кои гени на тој хромозом
се најдени дека се, да речем, пореметени кај децата со аутизам. Последните фактори кои што се нели исто така важни се околинските фактори. Околинските фактори, односно тоа го викаме епигенетика, значи влијание и на генетиката и на околинските фактори. Особено на овој слайд ми е прикажано како изгледа развојот на говорот кај нормотипични деца, каде што мајката премногу збори, средно збори или помалку зборува. Со виолетовата линија е дадено, значи кај доколку мајката има повисоко ниво нели на говор, дека на 26 месеци тоа дете веќе ќе има 800 збора развиено. Кај средно црвената линија, кај средно изразена говор кај мајката, имаме 400 зборови и гледате дека кај ниско ниво на говор страна на мајката кон детето, имаме само околу 200 збора. Значи, од тука исто така сакам да истакнам доколку ме слушаат помлади родители и морам ова да ви ја кажам случка што се случи лето во Охрид, шетајќи покрај кеот, бев запрепастена кога видов како на 12-месечно дете му беше, бебе или дете, нели, му беше ставен таблет пред него во количка и така го шетаа покрај кеот во Охрид. Тоа, значи, ви покажува само доволен пример, значи колку баш го објаснува овој слайд што сега ви го објаснував јас. Сега како се диагностицира? Се диагностицира преценери со клиничка интервју, обсервација и има две многу важни стандардизирани методи со кои што се диагностицира. Тоа е АДОСот, значи тоа е златен стандард во диагноза на аутизмот и исто така аутистичкото диагностичко интервју или АДИА. Тука сакам да ви ги покажам, значи ние сме исто така сертифицирани со помош нели на Сдруженијето во мојот свет. Ние сме, јас и колешка од Охрид, лиценцирани за АДОСот, значи каде што во Америка, морам ова да го нагласам, во Америка не смеете да поставите диагноза на аутизам без да имате резултати од АДОС тестот. Тука можеме да видиме колку е тој значаен и се употребуваат конкретно сите овие реквизити и играчки кои што се наоѓаат на сликата, значи мора да ги употребите под строго контролирани услови, се задаваат соодветни задачи и на тој начин се добива не само бројка која што нели ви кажува дали детето влегува, ги поминува критериумите за аутизам или не, туку се добива дури и степенување, дали е ниско изразена клиничката слика, средно или тешко изразена. Придобивките од раната диагноза се разбира ефективност на третманот и интервенцијата и стекнување на подобри вештини. Најдобро диагнозата да се постави во најидеални услови околу 24-тиот месец. И можам да ви кажам дека сме имале неколку деца кои што се стварно рано почнати со интервенција, веќе на 5 или 6 годишна возраст, веќе уредно функционираат. Мене еднаш ми се случи да кога дојде мајката и која прашав од која направив нели проценката, викам зашто всушност се дошла. Отпосле нели мајката ми кажа дека детето всушност имало како помало сите симптоми на аутизам, па така тука сакам да ви доловам колку значи раната интервенција. Значи, веќе кажав за раната интервенција, дека доведува до најдобри развојни резултати, има критичен период, но никогаш не е доцна. И сега, кои се интервенциите и кои се класични решенија? Значи, кај нас, во главном е бихевиоралната терапија, или АБА, ПЕКС, нели работа со специјален едукатор, рехабилитатор, логопед, па дури и физиотерапевт, лекови доколку имаме нели промени во одесувањето, како антипсихотици, анксиолитици, антидепресиви, лекови за спиење, лекови за АДХД, како Риталин или Концерта, доколку имаме нели како коморбидитет и АДХД, и употреба на суплементи од типот на омега-3 и 6, витамин Д и пробиотици. Ново нешто кое што нели веќе почнува да се употребува во некои земји повеќе од 20 години е неуротерапијата, односно неврофидбекот. И овде се дадени сите видови на неурофидбек, бидејќи неурофидбекот веќе со развој на науката не е само фреквенцијски стандарден, имаме нискофреквентен неурофидбек, неурофидбек кој што користи бавни кортикални потенцијали како фидбек врска, лорета неурофидбек,
Неврофидбек кој што користи оксигенацијата на мозокот, значи како фидбек параметар и невростимулација. Сега доаѓам до вториот дел на презентацијата, што не кажува мозокот кога го испитуваме. Значи, многу често состојбата на функционирањето на нашиот мозок тотално се игнорира и се испитува само кога се сомнева на некоја тешка болест, например епилепсија или повреда на мозок, но нашиот мозок го управува целото тело и е во интеракција со нашите органи, нашата околина, всушност тој е господарот, и поради тоа треба да му дадеме глас и ајде да слушнеме што има да каже, зашто верувајте, има многу да каже. Работи преку комуникација меѓу невроните, кои што пренесуваат информации, значи, во мозокот, и еве како изгледа едно ЕЕГ од 19 електроди, значи поставени на главата. Значи, верувајте, самото ЕЕГ има доста да каже за работата на мозокот. Овде сега тоа се што ќе го зборам за функционалното ЕЕГ, а не за невролошкото или конвенционално ЕЕГ, кое што обично се прави на невролог. Значи, во квантитативното ЕЕГ, кој што го користиме ние, го користиме за функционална анализа, односно, со употреба на математички анализи за квантификација на мозочните параметри, ние гледаме дали некаде мозокот е премногу активен или премалку. Тоа се споредува со нормативна датабаза и имаме исто така Гаусова крива, каде што со датабазата ние можеме да видиме дали отстапуваме една, две или три стандардни девијации или пак воопшто можеби не отстапуваме и значи колкав е тој Z-скор, односно статистичка значајност на таа отстапка. Пред исто така да зборам и за неврофидбекот, морам да ви дадам вовед за карактеристиките на мозочни бранови, за да ви биде појасно нели за што ќе зборувам. Мозочните бранови се карактеризираат со фреквенција и амплитуда. Фреквенција е колку пати тие се луат во една секунда или брзина на бран во секунда. И според тоа се поделени на бавни, делта, тета и алфа, и брзи бранови, соматосензорен ритам, бета 1, висока бета или бета 2 и гама. Значи тоа е едната карактеристика или фреквенцијата. Втората карактеристика е амплитудата, и изразена во микроволти, таа ни кажува колкава е висината на бранот, односно колкава е мокноста, пример како гласност на звук. Дали ќе слушате музика премногу гласно или ќе го стишите тонот. Значи, бавните бранови имаат повисоки амплитуди во мозокот, а брзите бранови имаат пониски амплитуди, заради тоа што на мозокот му треба повеќе енергија за да ги продуцира, бидејќи се премногу брзи. Се воглавном основните мозочни бранови, делта, тета, алфа, бета и гама. Јас по еден слайд имам за секој од нив, само да ви кажам, значи одредена фреквенција, значи на мозочната активност е секогаш поврзана со одредена ментална активност. И тоа е тоа што ние го анализираме, нели повторно ќе се повторам, за разлика од конвенционалното или стандардно невролошко ЕЕГ кој што се прави нели во другите установи. Инаку методата е безболна, неинвазивна, значи се става капа на главата се наоѓаат електроди како за пливање или ватерполо капа и тие се полнат со гел и започнува снимањето. Јас сум тука на десно, можете да ме препознаете, на почетоците од мојата, да речам, неврофизиолошка ЕЕГ кариера, пред 22 години е ова снимано во Прага. Од бавните бранови, значи се делта, тета и алфа, значи најбавни бранови се делта брановите, тука дадени со обележени во црвено. Тие се од 0,5 до 3,5 Hz, нормално се луат во длабок сон и кај дојенчиња и мали деца. Овие бранови се генерирани од мозочното стебло, како што кажав, се предоминантни во сон и треба да бидат минимални кога сме во будна состојба. Ако има ексцес на делта мозочните бранови, тогаш имаме проблем во развојот, когнитивно некој оштетување или инфламација на мозок. Тета мозочните бранови се од 4 до 8 Hz, се луат при заспивање, спиење, во тек на спиење, во креативност исто така се многу значајни, генерирани се од лимбичниот систем и доколку имаме ексцес на овие бранови, имаме проблеми со внимание, концентрација, со меморија, когнитивни проблеми, повреди на глава или психолошка травма. Ако имаме пак недостаток, имаме проблем со заспивање.
Алфа мозочните бранови од 8 до 12 херци, тие може да се јават во будна состојба на која сме со очи затворени, генерирани се од таламус. Ако има ексцес на алфа, обично може да има исто така проблеми во внимание, депресија, натаженост и ментална отсутност, а ако имаме недостаток, тогаш ќе сме склони кон анксиозност и неможност да се релаксира. Значи, тука беа сите овие бавни бранови, со тоа што за алфа морам да истакнам дека направени се 5 со позитронна емисионна томографија студии, кај што се мери метаболизмот во мозокот и употребата на гликоза, дека кога сме всушност во алфа, мозокот, тоа е како паузирачки ритам на мозокот, мозокот не користи, едноставно кога да нема метаболизам, не користи гликоза во оние периоди кога сме во алфа. Тоа ќе биде покасно, кога ќе објаснувам, ќе биде важно за ова што ви го кажав сега за алфа. Од брзите бранови е сензори-моторниот ритам, тој е од 12 до 15 херци и тоа е состојба кога нашето тело е мирно, а сме, што се вика, на готовност. Односно сме сконцентрирани. Например, пред, да речем, ако некој вежба стрелаштво, пред да пукне, значи тогаш во тој период најголем е сензори-моторниот ритам. Или пред во некој друг спорт, каде што ви треба, во голф исто така, каде што треба да се сконцентрирате пред да изведете акцијата, односно да ви бидат добри перформансите. Овој ритам е генериран од церебралниот кортекс. При недостаток се јавуваат проблеми со когнитивни функции, внимание и концентрација. Брзите бранови бета-1 ритам, тој е 15 до 20 херци, значи толку пати се јавува во секунда. Тој е ритам кој што ни е потребен кога учиме нешто или еве сега вие додека ме слушате мене, значи ако ме слушате нели што точно зборувам и запамтувате, тогаш продуцирате ваков ритам. Значи тој е фокусирана состојба, генерирана од церебрален кортекс и исто така недостатокот доведува до когнитивни проблеми, проблеми со внимание, проблеми со учење и фокусирање. Бета-2 ритамот, иако е толку брз, можеби некој ќе рече за бета-2 ритам премногу случаи, напротив, бета-2 ритамот не е знак за напнатост и анксиозност, генерирана е исто така од кортекс, и ако имаме ексцес, имаме вознемиреност, обсесивни мисли, руминација, хиперактивност, хипервигилност. Брзите бранови гама од 30 до 100 херци, тоа е максимално фокусирана состојба или еурека, во моментот нешто кога ќе сватиме нели што ако сме размислувале долго некој проблем, работиме, во моментот кога ќе го најдеме решението, тогаш се создаваат овие гама бранови. Тие се исто така генерирани во кортексот и ако има ексцес, обично се работи за некоја хронична анксиозност, хипервигилност или тинитус. Овој слайд е представено, доле дадени се фреквенциите на овие мозочни бранови кои што сега ви ги кажував и горе перформансите. Од тука можете да видите дека најдобро функционираме кога се наоѓаме во сензори-мотор ритам и ниска бета или бета-1, а како одиме на лево или на десно, нашите перформанси опаѓаат. Односно стануваме невнимателни, ако имаме повеќе алфа, поспани, ако имаме повеќе тета, и делтата е во длабок сон, или па во некои повреди на глава или тумори. И десно, значи исто така, ако сме во бета-2, во таа состојба на бета-1 и бета-2, односно имаме агитација и тензија, и исто така тогаш нема да бидеме функционални во однос на нашите перформанси. Ова се дадени поише биомаркери, кои што се најдени ЕЕГ биомаркери, состојба. Јас само некој од вака ќе ги кажам, недостаток на алфа, ниска алфа пик фреквенција, појава на моритам во централните регии, подоцна преку слики ќе ви објаснам од прилика како изгледаат овие биомаркери. Или, например, еве кај деца со аутизам подолга латенца на евоциран потенцијал кој што го создава мозокот кога препознава ликови. Значи, кај тие деца, всушност, им треба подолго време за да препознаат некој лик. Оваа слика е дадено ЕЕГ-то од дете со аутизам. Од тука можете да видите дека, значи, за да ви биде вака појасно, ова е од 587 до 588 секунди. Доколку ги изброите брановите, значи тоа се помеѓу 4 и 5 од прилика, значи ова дете функционира целосно во тета ритам. А веќе кажавме, нели,
кривата која што ви ја представив. На Гаусовата крива тета ритмот е на некој начин поспаност или daydreaming. Значи не можеме да очекуваме од ова дете да внимава, да учи и нови работи, да восприема се она што се случува околу него и има намалена рауза, намалена побуденост. За разлика од тоа дете, значи ова е друго еге, кај друго дете, кај ова дете гледаме дека предниот дел од мозокот работи во бета, задниот дел повеќе во побавна фреквенција, тета, и покрај значи таа дискрепанца напред-назад на работата на мозокот, имаме појава и на неепилептоформа или ширет бран комплекс, хиперексцитација, ние ја викаме на кортексот. Значи, наеднаш како што имаме аритмија кај срцето, испалување, односно хиперексцитација на одреден дел на невроналната активност во мозокот. И од која ќе се случи ова, кај истото тоа дете, мозокот се обидува да одржи некоја хомеостаза, гледате го, после таа хиперексцитација се вклучува во тета ритм. Работи побавно, значи за да ја намали некако, да направи хомеостаза на таа хиперексцитација. И гледате тука сега, овде најубаво се гледа напред предниот дел од мозокот колку брзо работи и задниот дел од мозокот колку бавно работи. И поради тоа всушност кај ова дете нели имаме симптоми кои што ни покажуваат дека се работи за развојно доцнење. И во говор, и во учење, во спремање на нови работи. Ова е спектралната анализа кај истото тоа дете и тука тој пик на тета кој што го видовме, еве бетата напред. Значи, овде се дадени мозочните бранови, делта со темно црвено, тета со светло црвено, алфа со жолто, со зелено е бета 1 и со тиркизна е бета 2. Значи, гледаме и на спектралната анализа и на мапата зголемување на тета активност, особено париетално и централно во мозок. Сега од нашето искуство и од она што нели досега имаме снимано деца со аутизам и нели се разбира со помош на нели научната литература, имаме одделено 4 подтипа кои што ние ги најдовме кај децата со аутизам. Првиот подтип е без присуство на алфа. Значи децата и покрај тоа што се очекува да се во тој развоен период кај што се јавува алфа, кај нив како што е прикажано на оваа слика, немаме појава на алфа. Исто и ова дете, значи воглавно главен ритм на мозокот е тета ритмот. И кога ќе се спореди со датабазата, се гледа дека доминира тета ритмот и немаме алфа. За жал, прогностички, од наше искуство, обично овие деца кои што немаат алфа се самото напредок во третманот е малце подолг за разлика од другите деца кои што имаат алфа. Вториот подтип е подтип со зголемена алфа активност. Ја обратно, кај предходното дете немаше алфа, тука имаме зголемена алфа активност и тоа пред се централно, во централните регии. Кога ќе го видиме ова, тоа значи дека предниот дел на мозокот е како во прекин со сензорниот дел на мозокот. Париеталниот кортекс, оној дел кој што ги прима информациите. Од кога ќе ги прима информациите во париеталниот кортекс, информацијата треба да отиде напред фронтално, кај што се наоѓаат екзекутивните функции, сите оние функции каде што се организација, планирање, учење, внимание и така натаму. Значи, кога имаме ваква активност во централниот кортекс, значи имаме дискрепанца на работата помеѓу предниот дел на мозокот и средниот дел од мозокот. Третиот подтип е подтип со ниска алфа пик фреквенција, односно пикот кој што гледате тука го дели алфа и тета заедно. Значи, алфата треба некаде да почне од 8 Hz нагоре, тука во овој случај еве кај ова дете е 7,32 Hz. И четвртиот подтип е подтип со неепилептоформна ЕЕГ абнормалност, кога имаме такви хиперексцитации, такви да речам остри бранови или ширец бран комплекси, како што се овие овде, кај друго дете, истите тие. Тука морам исто така да напоменам дека науката е поделена, дека одредени, да речем, невролози, детски невролози, дават и покрај тоа што нема епилепсија. Ако ги видат овие шилци во самото ЕЕГ, даваат антиепилептична терапија, зашто гледано реално, овие деца, значи, имаат некое забавување во развој. Значи, иако немаат епилепсија, значи, сепак овие
шилци или шилец бранови или како да ги наречеме остри бранови, дава некоја промена во мозочната активност која што не им дава на тие деца нормално да се развиваат. Едни, и јас сум повеќе ориентирана кон тој правец, да се дадат антиепилептични лекови подобро, за да се подобри состојбата, отколку да не се дават. Кај нас, за жал, нашите невролози се обично таа школа која што вика дека ако нема епилепсија, не треба да се даде таков лек. И исто така, нешто што го гледаме со овој тип на мозочно мапирање е кохеренцијата. Кој дел од мозокот со кој комуницира, и ако се сеќавате на почетокот предавањето кога зборев за невролошките причини за појава на аутизмот, една од причините е тоа што на подолгите дистанци напред-назад имаме намалена кохеренција, а на кратките дистанци, како што е овде фронтално, имаме зголемена кохеренција, односно зголемена поврзаност на невроните едно со друго, а веќе ви објаснив нели со сликите со автопатот дека зголемената поврзаност не значи добро функционирање. А поради тоа, значи особено овој дел кој ќе го видиме често пати нели кај деца кои што се невербални, значи имаат зголемена кохеренција напред во центарот за брока, центарот за говор. И сето тоа, значи можеме ние да го видиме со лорета, или low resolution electromagnetic tomography, каде точно таа активност која што е абнормална или патолошка, каде точно се продуцира во мозокот, бидејќи мозокот е поделен на 52 Бронманови регии и секоја регија си има одредена функција. Тука исто така, за сите што ме слушаат, особено родители, морам да напоменам. Имавме родителка која што се исплаши, детето беше со ушен имплант, се исплаши, пошто прочита томографија или некој го прочитал тоа и напоменал дека електромагнетна, дека не сме нели детето да се изложува на магнетно зрачење. Значи, само да кажам, лоретата е софтвер кој што само ги користи потенцијалите од ЕЕГ-то и на основа на тоа исцртува координати каде тие мозочни фреквенции се создаваат во мозокот. Значи нема никакво зрачење. Значи лоретата е само софтвер за анализа на податоците. Дава, например, Бродманова регија 20, си има атлас на Бродманови регии, која регија за што е одговорна, и сега тука нели да не читам, во интерес на времето, значи верувајте, во 98% од случаите клиничките симптоми кои што ги гледаме корелираат со она што го добиваме како проблематична регија во мозокот, и тоа натаму ни представува основа за понатамошен третман. Дури нели дефектолог или логопед да треба да работи со него, на што поточно да обрне внимание. Ова се исто така да сега нели да не го оптоварувам со премногу информации. Одговорните регии во левата хемисфера, одговорни регии во десната хемисфера, кој за што е. Стигнавме до третиот дел, неуротерапијата, односно неурофидбекот. Значи, постојат неколку типа на неурофидбек. Инаку неурофидбекот постои околу 60 години и солидна научна база има поставена од професорот Берис Терман во 1967 година во Америка. Инаку кај нас се работи, значи јас имам искуство од 2001 година. Се работи во Македонија. Колку вака за информација за некој што мислат дека во Македонија нели не се работело и дека почнало да се работи пред неколку години. Пред да го објаснам неурофидбекот, само да кажам што е фидбек. Фидбек е повратна информација. Значи нешто правите нешто и добивате повратна информација. Дури нели критика која правите, да речам, нешто кој ќе ви даде некој критика и тоа ви е повратна информација или фидбек за она што сте го направили. Значи дали ќе се катуваме по скала, дали ќе се шминкаме, дали ќе го измериме нели крвниот притисок, потребна ни е повратна информација. Пример за шминкање, дали добро сме го ставиле карминот или не. Или притисокот, потребен ни апарат за притисок, како фидбек апарат, кој што ќе ни каже дали ни е висок притисокот и треба да земеме апче за намалување на притисокот. Така да што стигнавме до делот што представува неурофидбек и представувам делот кој што е најинтересен за вас. Значи неурофидбек или ЕЕГ биофидбек во медицинска смисла е неинвазивен начин за контрола и мерење на вашите мозочни бранови. Сега некој тука да не помисли нели контрола или перење на мозок. Значи не е тоа. Овој вид на терапија
значи му возможува на вашиот терапевт да ги тренира вашите мозочни бранови преку оперантно условување, а оперантното условување е начин на учење преку награда. Кога ќе започнете со третман, најпрво им треба да направите мапирање со квантитативно ЕГ, поради сите оние причини кои што ви ги набројам до сега. И ова, значи, ќе помогне да се идентификуваат кои специфични области на вашиот мозок не се во рамнотежа. И штом ги има овие информации, значи, неурофидбек терапевтот или лекарот, значи, прави протокол според кој што понатаму тече неурофидбек третман. Неурофидбекот е безболен, значи не медикаментозен, без лекови пристап во третман и е целосно неинвазивна техника. Порано, значи јас кога започнав пред 22 години со неурофидбек, постоеше само фреквенцијски неурофидбек. Значи, неурофидбекот, сега гледате, има повеќе видови на неурофидбек, се делат, значи под овој чадар се стави на лева страна активен неурофидбек, кај што е потребно активно учество, значи на клиентот, каде што директно му објаснувате и чекате повратен параметар, повратна активност од него и пасивен неурофидбек, кој што ќе видите покасно кога подоцна кој ќе го објаснувам, не мора да има активно вклучување, односно активно разбирање на самата техника и на самата метода. Во активен неурофидбек има неколку неурофидбеци, фреквенцијски, неурофидбек во однос на Z-скор, лорета, со функционална магнетна резонанца и хемоенцефалографија, кој што се мери протокот на крв во мозокот индиректно, а пасивен неурофидбек е неурофидбек на бавни кортикални потенцијали, неурофидбек со инфраниска фреквенција. Ние ги имаме фреквенцијскиот неурофидбек и неурофидбек со инфраниска фреквенција и сега ќе ги појаснам малку повеќе. Инаку, како изгледа една неурофидбек сесија? На овој слайд е дадено, значи, под еден е даден клиентот, значи, кај што се поставени, ако можете да видите, кај што покажувам тука со курсорот, значи, кај што се поставени електродите на главата, во зависност, нели како што кажав, во зависност од она што е добиено од квантитативно ЕГ, тие електроди ја снимаат мозочната активност и ја праќаат до апаратот за неурофидбек. Од апаратот за неурофидбек ги преработува, ги амплифицира тие сигнали и ги прикажува на два монитори. Едниот монитор е кај терапевтот, кој што ја прати функцијата на мозокот, а другиот, врз основа на овие мозочни бранови, во вид на повратна информација, значи, му се прикажуваат на клиентот неговите мозочни бранови, ама или како видеоигра, или, например, како филм. Како изгледа фреквенцијскиот или класичен неурофидбек? Значи, ова е оној екран кој што е за терапевтот и сега, пошто веќе ви дадов вовед за мозочните бранови, например, тука се со црвено столбче се тета, со зелено бета мозочните бранови и ова е мускулната активност, бидејќи нели не сакаме да тренираме мускулна активност во текот на тренингот. Кога сите овие, значи, мозочни бранови се поврзани со бродчињата што ги гледа клиентот на екран пред него, на монитор. Например, првото бродче е лилјаково и тоа е тета. Второто е бета, е зелено, жолто-зелено и третото МГ е сино. Ние му задаваме, значи ова е, сега кажувам, оној активниот неурофидбек, му задаваме како налог на клиентот дека, или упатство дека треба он да се, дека е зеленото, жолто-зеленото бродче, треба тоа бродче да биде прво, а другите бродчиња да бидат после него. И значи тука е тренингот, односно модулацијата на мозочните бранови во текот на неурофидбек сеансот. На овој фреквенцијски неурофидбек, активациони и релаксациони протоколи, кај активационите намалуваме алфа, зголемуваме бета, или намалуваме тета, исто така зголемуваме бета, а кај релаксационите зголемуваме алфа, а намалуваме бета. Значи, тоа е во однос на тој фреквенцијски неурофидбек. Во однос на нискофреквентниот неурофидбек, значи, нискофреквентниот неурофидбек, исто така тука можете да видите, значи, на девојчето се поставени електродите, тука е апаратот за неурофидбек, цигнет, од BMedic, кој што исто така имаме екран за терапевтот и екран за детето. Воглавном, иако има игри, воглавном тука има опција, нели, и за гледање на филмови, децата одбираат да гледа филм, па секогаш кога мозочната активност не е онаа што ја бараме, сликата на филмот се намалува. Значи, детето се поттикнува да ја зголеми сликата, а со тоа
На тој начин индиректно ги модулира собствените мозочни транови и терапевтот постојано ја следи функцијата на мозокот и тука можеме да видиме дека всушност што е разликата кај нискофреквентниот нейрофидбек? Кај нискофреквентниот нейрофидбек ние директно ја подобруваме врската помеѓу две подречја кои што најчесто не се добро поврзани. Дадено е во овој случај, значи фронтално напред и темпорално. Инфранискиот фреквенцијски тренинг е насочен кон инфрабавни електрични осцилации или фреквенции во мозок што се помалку од 0,1 Hz, или тоа значи 1 бран во 10 секунди. Овие бавни фреквенции одредуваат скупната ексцитабилност на кортексот. Тоа е исто како нели за колегите кои што имаат медицинска позадина, тоа е исто како во еден вид на пейсмейкер. Тоа е оној дел кој што одредува како ќе работи кортексот на која фреквенција. Затоа уште се вика ендоген неврофидбек или ендогена невромодулација, што е најзначено. Овој тип на неврофидбек не бара свесен напор од страна на клиентот и поради тоа е попогоден за децата со аутизам. Со овој неврофидбек делуваме на основната default mode network. Од неодамна, значи, науката промени дека во нашиот мозок имаме default mode network, која што на оваа слика доле е многу убаво прикажана, значи кои делови од мозокот се активираат, односно која е функционална мозочна мрежа кога мируваме, кога не правиме ништо. А всушност таа е многу значајна бидејќи дава поттик па како пейсмейкер на сите други регии во мозокот. Жал, ние во Македонија немаме можност за испитување, добро е што го имаме и квантитативното ЕЕГ, бидејќи на просториот поранешна Југославија мислам дека се уште сме единствени. Тоа сакам да кажам, за жал, ние немаме тука, но во Америка има дури и diffusion tensor imaging и трактографија, односно може да ги следат врските, не само кортексот, не само кората на мозокот, туку и белата маса, врските во самите хемисфери или помеѓу двете хемисфери. Па се надевам дека невронауката и понатаму уште повеќе ќе дојде до некои позначени заклучоци за овие врски кај аутизмот. Овде сакам да ви прикажам зашто е значено уште еднаш да поентирам зашто е значено да се направи квантитативно ЕЕГ пред да се направи неврофидбек. Ако не направите квантитативно ЕЕГ, тоа вие како пукање во празно, не знаете каде да ги ставите електродите. Пример, кај ова дете, ако не е направено квантитативно ЕЕГ, и вие почнете тука да ги ставате електродите, тука на него тој нема проблем, не му треба, нели, да речем промена во мозочната активност во тој дел, левата страна од главата. Значи, кај него гледате дека промените, особено бавни фреквенции, имаме од десната страна на главата. И овде исто така сакам да ви посочам пред неврофидбек кај едно детенце и по 20 сесии на неврофидбек, се разбира, се уште треба да се работи, но што приметуваме? Таа тета активност фронтално напред, веќе ја имаме нормализирано и алфата од централно веќе оди кон париетално, рековме алфата нормално треба да ја имаме окципитално. Се разбира, нели се уште потребно е да се работи. Кој се може да има корис од неврофидбек? Значи, развојни проблеми и проблеми со учење. Понатаму кај стрес, емоционален дистрес, анксиозност и панични напади. Нестабилност и оштетување на мозока, кој епилепсија, повреди на глава и подобрување на перформанси. Значи, не секогаш неврофидбек се употребува за нешто што е, да речам, абнормално. Значи, може да се употребува и за подобрување на перформансите, на ментални перформанси, на спортски перформанси. Ние имаме значи, имаме тренирано музичари за подобрување на нивните перформанси кои ќе искочат на сцена, односно за настап. А исто така имаме тренирано и спортисти. Сега, предпоставувам ова ќе ве интересира, сесиите се одвиваат 2 пати неделно во рокот, примерно 2,5 месеци, максимум 3 пати неделно. На почеток доволно се 20 сесии за да видиме како мозокот реагира, каква е таа саморегулација, дали детето учи, бидејќи всушност ова е техника на учење. И потоа доколку има позитивен одговор, по пауза од 2 до 3 недели може да се направат уште 20 сесии или па и повеќе ако е потребно. Преметрењето на една сесија од 30 до 45 минути, а бројот на потребни сесии е индивидуален, значи одреден од страна на лекар, во однос на ЕЕГ, на квантитативно ЕЕГ протоколот
и во однос се разбира на клиничката слика, дали имаме подобрување или немаме подобрување кога се работат одредени точки. Ние постојано значи сме во контакт со родителите, им даваме форми кои што пополнуваат, да речем после 10 сесии во кој да видиме во кои симптоми има подобрување. Она што ми го репортираат родителите е дека кај децата со аутизам, особено, значи имаме подобрување на говор, подобрено внимание и фокус, подобра сензорна интеграција, подобрено самостимулирачко насување, односно намалено самостимулирачко насување, подобрени социјални способности, намалена анксиозност и подобрена саморегулација. Всушност, неурофидбекот е како учење на возење точак. Кога верувајте, има голема разлика кога ќе дојде дете кој што било на неурофидбек, дури и да било пред 6 месеци, пред 2 години или па 10 години, во однос на дете кој што прв пат седнува да тренира неурофидбек. Значи мозокот тоа го учи исто како што учиме да возиме точак. Значи и да не сте возеле точак 10 години, кога ќе седнете да возите, почнувате, можеби ќе ви бидат тешки првите неколку секунди да продолжувате да возите. Друга најголема значајност на неурофидбекот е овие слики ги ставив доле вака да ви како метафорички, да се постигне нешто повеќе со помалку напор. Односно, место нели со лопата да ја земате земјата, со булдожер, на што би значело тоа? Доколку детето работи и дефектолошки логопедски третмани, подобар резултат ќе има доколку се работи неурофидбек. Тоа е исто како, например, кога ги ставаме пациентите на антидепресиви пред да започнат психотерапија. Ги ставаме 2 недели на антидепресиви за да може психотерапијата да биде подобра. Истото е тоа и со неурофидбекот. Значи, за подобро да може детето да ги помине со подобри резултати тие дефектолошки логопедски третмани, кои што секако се многу значени во третманот на аутизмот. Дека ова не е нешто баук, кажува овој слайд за неурофидбекот, дека е неурофидбекот медицина базирана на докази и дека само во последните 10 години имаме повеќе од 2100 труда кои што се направени и напишани за дејството на неурофидбекот, вклучително и за аутизмот. И на овој слайд од еден таков труд е покажано дека со функционална магнетна резонанца како се подобрени врските во мозокот на тие подречја кои што се тренирани по неурофидбек. Значи, многу се значени, сите ние сме меѓусебно поврзани во еден вид на мрежи, значи ние, да речам, сето она што го зборев до сега е резултат на работата на нашите невронски мрежи. Секако ние се многу значени и социјалните мрежи, како и космичките мрежи. И кога сме веќе кај мрежите, сакам тука да ви напоменам дека јас ја имав таа чест, тоа задоволство и единствена прилика да бидам директен ученик на и таткото на неурофидбек, и таткото на квантитативното ЕЕГ, и таткото на нискофреквентниот неурофидбек. Тука сега од лево кон десно ќе ги представам, значи ова е професор Андреас Милер, кој што е мој коментор на мојата докторска дисертација пред 10 години, но се уште мој супервизор. Понатаму, овдека на оваа слика е професорот Бери Стерман, како што ви кажав, таткото на неурофидбекот, кој што уште во 1967 година има откриено ефектот на неурофидбекот, професор Кропотов, кој што го има всушност квантитативното ЕЕГ, најдобар за квантитативно ЕЕГ, не само во Европа, сега и во Австралија и во Америка. Професор Отмер, кој што го има всушност во 2007 година востановено нискофреквентниот неурофидбек. Професор Лубар, кој што во 1972 година го има започнато неурофидбек прв кај деца со АДХД. Понатаму професор Линда Томсон, кој што ги има најголемите центри за неурофидбек во Канада. Тука позади мене на оваа слика сме сликани во Ференца пред едно 15 години професор Рој Џон, кој што има поставено првата нормативна датабаза во Њујорк. Професор Киаренца, кој што е првиот човек на психофизиолошкото здружение во Македонија, некои мои колеги од Турција и Македонија, од Турција и Бугарија, и секако академик Јордан Поп Јорданов и академик Нада Поп Јорданова,
кои што се исто така многу, значи, вложиле во мојата кариера и на кои што сум стварно благодарна за она до кај што сум стигната денес. Пред нив сакам да ви ги представам моите сегашни соработници во Brainarc, односно нашиот Brainarc тим. Тука е Александар Стојановски, кој што е нашиот менаџер, Бојана Бошковска, магистар по неврокогнитивна психологија и Наталија Торова, клинички логопед и специјалист, кои што се и двете неурофидбек сертифицирани и кои што можам да кажам супериорно ги обавуваат неурофидбек терапевските сесии, но исто така и квантитативното ЕЕГ. На крај, сакам да ви се заблагодарам за вниманието, извинете, може би ве задржав и подолго. Ако